гости, дами и господа. Во името на организаторите на оваа конференција, Македонско здружение за заштита при работа и Државниот инспекторат за труд при Министерството за труд и социјална политика, ви посакувам добре дојде. Ви поканувам председателот на Македонското здружение за заштита при работа господинот Милан Петковски и директорот на Државниот инспекторат за труд господинот Горан Јовановски да ми се придружат на работната маса како работно председателство на оваа конференција. Тодор Велјановски, роден во Долно Агларци, Битолскиот крај покрај Црна, покрај Пелагониското блато. Ги повикувам господинот Милан Петковски и господинот Горан Јовановски да доделат првата награда за животно дело во Македонија во областа на заштита при работа на господинот Тодор Велјановски, доаѓен на македонската заштита. Господинот Тодор Велјановски, поведете. Почитувани љубители на заштитата при работа. Ќе се послужам со една мисла. Тоа е човек, тоа звучи гордо. Ако заштитарите се посветуваат во текот на својата работа за човекот, за работникот, за оној кој што мисли за себе, но и за околината, за местото каде што работи, за својата фамилија и воопшто за својата држава и за народот. Ако е така, тогаш навистина човекот е тој што допринесува за сеопшт живот на работникот, на луѓето воопшто. Јас одделив од мојот живот преку 35 години на заштитата при работа. Не жалам, волонтерски сум работел повеќе од колку службено што сум работел и моето признание, еве го сега, благодарам за почитот и вниманието за мојот труд. Што човек да каже после ова? Чичко Тодор, благодарам затоа што го трасираше патот на македонската заштита, на македонската безбедност и здравје при работа, заедно со останатите соборци кои накратко ги спомена тука. Тие не се тука, дел од нив, но се надеваме дека овој убав гест ќе биде понатаму следен во годините и дека за секоја следна година ќе имаме по еден од нив тука. За да лично му се заблагодариме за несебичната заложба да се изгради еден, да го наречам по-добар свет. Едно по-добро работно место каде што работникот ќе се чувствува добро, каде што работодавецот ќе знае дека неговите работници се сигурни, каде што ќе можат сите заедно да работат. На крајот на крајите, Македонското здружение зборува за почовечни работни услови. Јас дефинитивно тврдам и овдека пред сите изјавувам дека тоа немаше да го направиме ние, помладите, доколку вие не бевте. Затоа уште еднаш многу голема благодарност од моје лично име и од сите овие луѓе кои се тука. Во името на организаторот, Македонското здружение за заштита при работа, би сакал на сите вас лично да ви се заблагодарам
затоа што денеска не почестивте и дојдовте овде да бидете присутни на првата конференција организирана од страна на Македонското здружение за заштита природата, која го третира сегментот на управувањето со безбедноста и здравјето при работа. Ќе имате можност да слушнете многу. Се обидовме на оваа конференција да повикаме многу еминентни и стручни луѓе кои ќе имаат што да споделат овде со нас, бидејќи длабоко веруваме дека заштитата при работа, подоцна безбедноста и здравјето при работа има единствена смисла доколку се споделуваат информации, доколку не се чуваат само во некои малечки затворени системи кои ние, како Македонско здружение за заштита при работа, успеавме да ги детектираме овдека во Македонија. Да, имаме субјекти кои третираат заштитата, тоест поточно безбедноста и здравјето при работа, но многу често не се случува да тие субјекти тие информации не ги споделуваат. Но пред да продолжим со официјалниот дел, тоест пред да продолжиме со излагањата, јас би сакал генерално да ви се заблагодарам повторно на сите на присуството тука, почнувајќи со нашите пријатели од Државниот трудов инспекторат, со кои заеднички го организиравме ова и заеднички направивме ова денеска да се случи. Потоа на владата на Република Македонија, подоцна Министерството за труд и социјална политика, општината Струга, која на некој начин ни овозможи тука да бидеме денеска, Меѓународната организација на труд, секторот безбедна работа, Канцеларијата на Меѓународната организација на труд овдека во Македонија, инспекцијата, Државната трудова инспекција на Норвешка, понатаму Европската агенција за безбедност и здравје при работа, Институтот за безбедност и здравје при работа при Обединетото кралство, Централниот институт за заштита на труд од Полска, ЕНЕТОШ, мрежата за образование, Европската мрежа за образование од областа на безбедност и здравје при работа, ЕНШПО, организација на професионалци од областа на безбедност и здравје при работа, Друштвото на нашите колеги, пријатели од Словенија, Друштвото на инженери за безбедност од Љубљана, понатаму Српското здружение за заштита при работа за безбедност и здравје при работа, Хрватското здружение на инженери, понатаму Здруженијето за безбедност при работа од Црна Гора, Косовското здружение за заштита при работа, вклучувајќи го тука и Косовскиот инспекторат за заштита при работа, Националниот центар за јавна здравствена заштита од Бугарија, Сојузот на синдикати од Македонија, Конфедерација на слободни синдикати од Македонија, Организација на работодавачи, Бизнис конфедерација на Македонија, понатаму Институтот на медицина на труд, колаборативен центар на Светската здравствена организација, Институтот за јавно здравје на Република Македонија, Стопанската комора на Македонија, Меѓународната финансиска, пријателите од Меѓународната финансиска корпорација, ЕУБОР Македонија, инструмент за поддршка на конкурентноста на мали и средни предпријатија, Универзитетот Гоце Делчев од Штип, Комора на овластени архитекти и инженери на Република Македонија и така натаму и така натаму. Воедно тука мислам да не ги заборавиме од дирекцијата за радиациона заштита, потоа Универзитетот за туризам, кои ни ги овозможиве прекрасни млади луѓе кои ве пречека, ве донесува, барем за гостите од странство, ги донесува до тука и направија да првиот печаток биде онако како што треба да биде. Воедно да ве потсетам дека ова на крајот на крајвите треба да представува само еден почеток на една наша понатамошна дружба, кај што Македонското здружение за заштита при работа сака и понатаму да ви види на, можеби не на ова место, следното да го закажеме некаде во Турција во септември, да некако сите заедно отидеме и повторно да ги споделуваме работите кои нас не тангираат и да ви посочам дека очекувам за овие неколку дена, тоест денес и утре, да на крајот на крајите споделиме меѓу себе, да ги размениме информациите кои ни се нам битни и најважно се, знаеме дека постојат и други луѓе кои работат на истата проблематика и кои можеме да ги консултираме за да го направиме светот подобро место за живење. Благодарам уште еднашка, поздрав уште еднашка од Македонското здружение за заштита при работа и пријатна работа. Благодарам. Пред се добар ден на сите. Што
почитувани дами и господа, почитувани гости, ви представува особено задоволство во име на Државниот инспекторат за труд и во свое лично име да ви посакам добре дојден на првата меѓународна конференција за системи за управување со безбедност и здраве при работа. Особена чест ми представува да ги поздравам гостите од Европската агенција за безбедност и здраве при работа, господинот Тим Трагенза и господицата Богларка Бола. Бидејќи Европската агенција за безбедност и здраве при работа, нам, како Државен инспекторат за труд, ни помага многу при приближување на европските трендови за безбедност и здраве при работа во македонското општество. Министерството за труд и социјална политика и Државниот инспекторат за труд веќе интензивно работат на унапредување на многу аспекти на безбедност и здравјето при работа во Македонија. Преку усвојување на европската легислатива од оваа област до унапредување на органите на Државниот инспекторат за труд и зајакнување на собствените капацитети за да можат да одговорат на современите трендови од областа на БЗР. Искрено верувам дека системското решавање на проблематиката на безбедност и здраве при работа ќе донесе придобивки за сите и за нас како инспекторат и за работодавачите но сепак најповеќе за работниците. Државниот инспекторат за труд и досега ја поддржуваше работата на Македонското здружение, но препознавајќи ја важноста на воведување на системи за управување со безбедност и здраве при работа во Република Македонија, решивме заеднички да ја организираме оваа конференција. Почитувани гости, дозволете ми уште еднаш да ви се заблагодарам што ја прифативте нашата покана за учество на конференцијата и на сите учесници во неја да им посакам успешна и плодна работа.